почитувани жители на населбата Ајдучка чешма. Сакам да ме поздравам од моје лично име и од името на сите учесници во оваа политичка борба со двата големи блока, кои што безмилосно до сега ги црпеа сите богатства кои што ги имаше општината Куманово и не жалејќи ги нивните крваво заработени пари ги трошеа дали на републичко или на локално ниво, не е битно, меѓутоа не враќајќи им на жителите она што на оваа општина што тие го заслужуваа. Сега не ми е цел да многу критикувам, меѓутоа само ќе ви кажам дека нашата листа за советници на општина Куманово, на политичката опција кога ако не сега, односно на кумановски речено кт ако не ск, е листа која што најверојатно велам, е една од најјаките листи на советници кои што ги има не само во Куманово, туку и на територијата на Република Македонија. На нашата листа имаме луѓе кои што се од областа на медицината, од областа на школството, од областа на економијата, од областа на социјалата, од сите практично области. Имаме и работници, и доктори на науки, магистри, специјалисти во своите области, а имаме и непосредни производители, земјоделци, така да шаренолика листата по образование, меѓутоа листата ни е исто така и представена со скоро сите народи и народности, односно сите етнички групи кои што живеат во Куманово. Сите ние членови, односно сите ние представници на политичката опција кога ако не сега, одважно и храбро се фативме во коштец со двете големи партии, се за доброто на нашиот град, се за доброто на нашата општина, и сме спремни да истраеме до крај во таа борба за општината да ни биде една не само најголема во Македонија, него и најубава општина во Македонија. Куманово да биде центар на збиднувањата, сите да му завидуваат. Куманово да биде европско Куманово, навистина она европско Куманово, па како што вика овој од Јагодина, односно бившот Светозарево, Европа да доаѓа кај нас, а не ние да одиме во Европа. Ви благодарам, јас толку, а сега му давам збор на кандидатот за градоначалник. Виктор Цветковски, кој што ќе ви ги изнесе деловите од програмата која што ја зацртавме за овие 4 години. Благодарам. Добро вечер и од мене, почитувани жители на населба Ајдучка чешма. Значи, за кратко време, веќе можем да кажем трета-четврта средба на сите нас, да се видиме, да поразговараме. Еднаш доаѓавме кога отпочна целиот овој процес, да ја бараме довербата. Имавме средби и со вас покрај други местни заедници во општина Куманово, а секако тогаш разговаравме и во делот на програмата која ја пишувавме, и секако Ајдучка чешма најде свое место во делот на програмата која ние застапуваме. Во период, значи како независни, влеговме во оваа битка, се спротиставуваме на два моќни политички блока, но видовте дека пред 2 дена сала која не може да ја наполнат и многу поголеми политички субјекти или ја полнат само овие два политички блока, сала во еден здив се преполни и едноставно граѓаните ни даваат подршка, граѓаните се со нас, а тоа вечерва го потврдува и вашето присуство овде во Ајдучка чешма. Факт е дека граѓаните во Ајдучка чешма препознаваат нов лик, препознаваат лик на политичари кои што пред се го ставаат интересот на граѓаните како основен двигател во процесот на остварување на правата на граѓаните.
Политичките партии во изминатиот период се покажаа како субјекти, како моćни политички монструми, би ги кажал, како еден наш член, кандидат на советничката листа, многу често милува од социолошки аспект да ги споменува, се покажува дека партиите се помалку во битката за својот рейтинг го гледаат интересот на граѓаните. Тоа е нешто што го создаде овој, би кажал, субјект се уште неформален, значи субјект кој што на овие избори ја бара довербата од граѓаните. Независен кандидат, независни кандидати не одговараат пред политичките партии, не одговараат пред политичките лидери, исклучиво одговараат пред вас. Тоа е нашата предност, затоа што основно нешто, повторно ќе кажам, што не води, што не движи се граѓаните. Во изминатиот период поминавме многу. Значи, се сретнавме со многу граѓани, вклучувајќи ви вас. Во нашата програма ставивме многу проекти, кои пред се треба да го подигнат нивото на живење. Гледате дека населбата Ајдучка чешма не може да се пофали со инфраструктура која што ја има можеби во центарот на градот или во другите населби. Факт е дека во Ајдучка чешма има многу инфраструктурни објекти кои што се потребни за овој дел од градот. Знаеме дека местната заедница нема свој објект. Ние и во претходните средби со вас и тогаш кажавме, сега ќе повториме. Местната заедница ќе ја направиме. Ќе направиме во Ајдучка чешма спортски терени за овие млади луѓе кои што ги има во еден голем број, кои што едноставно немаат терени нити да спортуваат, ниту за било какви други активности. Сето тоа локалната самоуправа и го должи на оваа населба, затоа што оваа населба е релативно млада во делот на населението и популацијата, нема никакви спортски терени, нема никакви можности за други активности и се ова ние го должиме на Ајдучка чешма. Значи во наредниот период ќе го завршиме патот догоре, пред се ќе го реконструираме, ќе влеземе во довршување на каналот, уште малку семејства останаа, но сепак треба да се заокружи тој процес и едноставно во овој дел, како што кажавме, ќе влеземе многу посмело, многу похрабро во решавање на инфраструктурните проблеми. Тоа е нешто што ние на Ајдучка чешма и го должиме, тоа е нешто што ние во наредниот период ќе го направиме. Нашата предност е таа. Предност е што немаме потреба да од буџетот на општината ги финансираме активностите на политичките партии. Ние немаме никакви потреби, нити одговараме пред било кој друг, освен граѓаните на општина Куманово. Пред вас, вие сте тие кои што на нас ни ја дадоа довербата со вашите подписи. Вие сте тие кои што во минатиот период, во овие неколку месеци сте со нас. Вие сте тие кои верувате дека во овој момент на општина Куманово и треба нешто трето. Се помалку простор има за вас, се помалку можете да влезете во локалната самоуправа, се помалку можете да бидете дел од обкружувањето на пратениците или било кој функционер во делот на функционирањето и на централно и на локално ниво. Тоа е нешто што ние во наредниот период ќе го промениме. Тоа е нашата предност, ние веруваме во тоа, сигурно дека со вашата доверба која вие ќе ни ја дадете, нашата обврска е многу поголема. Обврската на 24 март да бидеме фокусирани на населението, на граѓаните, на нивните потреби, на инфраструктурните објекти. Само би споменал дека во нашата програма е влезено да го завршиме прстенот околу Куманово. Тоа значи дека ова обиколница кај сателит ќе продолжиме до Киро Бурнас. Од Киро Бурнас ќе се поврже со автопатот. Исто така ќе го заокружиме со јужна обиколница и тоа е добробит секој за брзо време да излезе од Куманово на најбрз можен начин. Овде, по обиколницата која ги поврзува трите големи населби, тоа е Ајдучка чешма, тоа е населба Карпош, тоа е Иго Тричко и Тромеѓа. Сите знаеме и сме сведоци на многу сообраќајни ексцеси кои што се имаат случајно на потегот на оваа обиколница. Нема тротоари, не е осветлено.
А овие се живи населби, овие се големи населби, овие имаат многу млада популација. И тоа е наша обврска во наредниот период да го осветлиме тој потек, таа обиколница, да ставиме тротоари, затоа што кое време да поминете, секогаш ќе видите дека многу интензивно се движат луѓе и тоа е нашата обврска. Затоа, почитувани граѓани, на 24 март излезете масовно како што сте и денеска. Знаеме дека ова што вие сте присутни овде се должи на потребата ваша да почувствувате дека нешто ново се случува, да почувствувате дека во наредниот период нешто ќе се смени, да почувствувате и го чувствувате дека во нас има сила која тоа може да го направи. На 24 март излезете смело, храбро како што излеговте и вечерва. И знаеме дека во овие куќи, во овие домаќинства има уште многу луѓе кои што сакаат да ни дадат поддршка, кои што едноставно чувствуваат дека припаѓаат тука, но од разни причини, од разни притисоци, од различни уцени не се тука. Но тоа не охрабрува. Еве, им праќаме порака од овде дека не има многу, дека поддршката за нас е се поголема и дека на 24 март со заокружувањето на бројот 3, каде што сум јас, Виктор Цетковски, кандидат за градоначалник, и нашата листа на советници, број 3, која предводи доктор Драги Караджински, е победничката опција во Куманово. Опција која Куманово ќе го поведе во една посветла иднина, опција која во наредниот период ќе биде пример како во Република Македонија една општина може да работи, да действува, а да нема политички влијанија. Ќе се ослободи овој народ, овие граѓани, и ќе пратат силна порака дека граѓаните од Куманово упатуваат порака дека нешто се случува, нешто се менува во Македонија и за прв пат општина Куманово ќе има градоначалник, независен кандидат. Тоа граѓаните го бараат, ние влеговме во оваа битка и ние таа битка ќе оствариме и ќе завршиме исклучиво победнички. Јас ви благодарам што денеска дојдовте тука, дајте ни довербата, ние вашата доверба нема да ја изневериме, тоа е нашата обврска која имаме према вас. Ви благодарам и благодарам и на представниците на медиумите кои ме следат, кои се тука, кои едноставно ни даваат можност Република Македонија и граѓаните на општина Куманово да видат дека сепак независните имаат огромна поддршка во Куманово. Кад тако не сак до победа сите заедно, сите ние заедно. Благодарам.